Почитувани граѓани на Република Македонија, нашата држава речиси 2 години се наоѓа во длабока политичка криза. Најдлабока политичка криза досега која од ден на ден се продлабочува. Дури ни распишувањето на изборите не е доволна гаранција дека кризата набрзо ќе се реши и ќе заврши, колку и сите ние тоа да го посакуваме. Во овој период се обидува во неколку наврати да помогнам да се вклучам во решавањето на оваа криза. Но едната од двете спротивставени страни не покажа волја и интерес за моје вклучување и инсистираше разговорите да се водат исклучиво под покровителство на меѓународниот фактор во земјата. Немајќи избор, ја прифатив таа нивна одлука, иако мислам дека не е добро за земјата. Кога некој однадвор ви ги решава домашните проблеми, тоа лошо говори за самите вас. И нормално е при тоа решавање или помагање, тие секогаш да се водат пред се од своите интереси. Но со сила може нешто да се земе, а не може да се даде. Моето понудено посредништво не беше прифатено. Сепак тоа не беше причина внимателно да не ги следам и анализирам настаните кои од ден на ден се влошуваат. Некако се дојде и до распуштање на собранието, но најголемата опозициона партија најави бојкот, што повторно е лошо за земјата. Моите анализи одат во следниве насоки. Како прво, ова што и се случува на Македонија не е наша игра, ова е туѓа игра. Нелегално да се снима целиот државен врв, новинари, медиуми, дипломати и сето тоа потоа како фабрикуван материјал да се стави во рацете на еден човек, со силна подршка да го користи тоа и се што се случуваше потоа, јасно укажува дека некој друг сериозно има замешано прсти во креирањето на оваа криза. Впрочем, Македонија не е ни прва, а веројатно ни последна држава на која ова и се случува. Второ, ова што ни се случува не е во интерес на никој во Македонија. Ова е нечи тук интерес. Ваквата криза никому не му помогна во земјата. Ниту на власта, ниту на опозицијата. Колку и да се имаше такви очекувања. Но оваа криза сериозно и наштети на Македонија и на сите наши граѓани. И наштети на угледот на земјата, и наштети на забавувањето на реформите и напредокот, на фокусираноста на стратешките цели за членство во Европската Унија и НАТО, и наштети на економијата, на продлабочувањето на поделбите во секоја пора на општеството, на радикализација на политичките структури, на деструкција која веќе никој не може да ја контролира или да предпостави. Никој не може да не убеди дека оваа криза е интерес на Република Македонија. Оваа криза е нечи тук интерес, за нечи туги цели и интереси. Некој кој сака нешто да постигне. Некој кој сака преку завојуваните политичари, политички лидери и нивни поддржувачи да оствари своја цел. Трето, сето она што се случуваше во изминатиот период резултираше со досега невидена политичка конфронтираност, со политика на меѓусебно пресметување и уништување, бескрајен реваншизам и омраза и лична конфронтација. Погледнете што им се направи на нашите политичари и од власта и од опозицијата. Тие толку многу завојуваа, работите отидоа толку лично и далеку, се отворија меѓусебно толку многу кривични постапки, што сега и едните и другите се подготвени да употребат секакви можни средства само да не бидат поразени на следните избори. Затоа што не знаат докаде ќе оди другата страна во продлабочувањето на личната пресметка, реваншизмот, омразата и ксенофобијата. Политиката се претвори во тоа кој кому ќе пушти повеќе кривични пријави и ќе отвори кривични постапки, кај кого ќе има повеќе претреси и притвори, кој колку другиот ќе го заплаши и заглави. Судиите се под невиден притисок од сите страни. Представници на меѓународната заедница ни се шетаат ни судовите додека тие треба да донесат одлуки дали некого да притворат или не.
Пред некој ден еден судија однесува во болница затоа што колабира за време на процесот. Се во ова веќе станува за многумина неиздрживо. Се повеќе наликува на борба до истребување. Се плашам дека Република Македонија може да почне да наликува како она географска Македонија од 20-тите години на минатиот век, кога антагонизмот меѓу македонците отиде до такви размери што се претвори во меѓусебно истребување преку физички ликвидации. Да се потсетиме дека и тогаш тие беа потигнати од надворешни фактори. Четврто, се распушти собранието. Опозицијата објави бојкот на изборите и формирање на фронт за слобода. Ова значи дека ќе се оди и на попречување на одржувањето на изборите. Имаме техничка влада со ограничени овластувања. На раб сме на кризна состојба. Работата е заплеткана до безкрај и никој не може да ја отплетка. Дури ни водствата на партиите, ниту пак представниците на меѓународната заедница. Ниту Пржинскиот договор, нити распуштувањето на собранието не ги намали тензиите. Напротив, ги зголеми. Никој никому не верува. Секој мисли дека другиот му подготвува нешто зад грб. Ако се остави само по себе да се расплеткува и отплеткува вака заплетканиот јазол, ќе поминеме како заложници во долгогодишната политичка криза, на која не може да и се предвиди крајот. Сериозно се доведува во прашање потребата од мирна изборна кампања и мирен изборен ден. Ако пак тоа не се случи, државата и сите граѓани ќе имаат долгорочни последици. Се плашам дека навистина граѓаните можат да стават крај на кризата со следните избори. Петто, доаѓаат месеци и години кога политичарите, независно од кој од нив се на власт, а кој се во опозиција, ќе се занимаваат со сериозни и стратешки важни одлуки за државата, нацијата и идентитетот. И јас не сакам да дозволам ниту оние кои ќе бидат во власта, ниту оние кои ќе бидат во опозицијата, да носат одлуки, а да се истовремено оптоварени и под личен притисок од можноста неправично да бидат уценети, да се соочени со лична закана за својата слобода, чест, углед, иднина, или каква било уцена од некој надворешен или внатрешен фактор. Може би токму заради таква цел, некој ја предизвика и ова ситуација, за да може да влие врз нив, или дури може би и да ги контролира нивните одлуки, се разбира пред се во свој интерес. Почитувани, од овие причини со намера да придонесам во решавањето на кризата, до релаксирање на односите и намалувањето на тензиите меѓу спротивставените политички сили и нивни поддржувачи, свесен за последиците врз државата и граѓаните ако нешто не се превземе во оваа тешка криза, свесен за последиците врз мене со преземањето на овој чекор, но и со силна верба дека носам одлука во интерес на државата и нацијата, нејзината стабилност и независност, одлучив да се стави крај на оваа агонија на Република Македонија. Метафорички кажано, да се пресече јазолот, согласно сите мои уставни и законски одлуки, а преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Таквата одлука ја донесов и ја подпишав денес. И стојам зад неа. Во одлуката пишува дека стапува на сила веднаш. Почитувани, во однос на оваа одлука сакам да информирам за неколку работи. Прво, не се водев од позицијата кој на која политичка опција припаѓа, туку се водев исклучиво од државниот и националниот интерес. Меѓу офатените има и многу мои политички поддржувачи и многу мои политички противници. Но не поаѓам од моите лични позиции, туку од државните интереси. Второ, никого офатените во овие одлуки не информирав. Или на било кој начин не му најавив или пак побарав согласност од него за ова моја постапка. Предпоставив дека ако го направам тоа,
Или сите, или најголем дел од нив, убедени во својата невиност и исправност, ќе ме одбија и агонијата во земјата ќе продолжеше со години, заедно со сите можни негативни последици. Како трето, не навлегува во тоа дали некој е невин или виновен. Поаѓам од презумцијата на невинност. Моја предпоставка е дека најголемиот дел не се виновни за тоа што им е покрената кривична постапка, иако не може да го потврдам тоа без судска одлука. Ова го мислам од причина што стана јасно дека целта на некого е да ги заплетка политичарите и нивните блиски во кривични постапки и со страф и неизвестност, и при тоа во една таква ситуација да остварува своји цели. Но состојбата е таква што, чекајќи тие да си ја докажат својата невиност, можеме да ја доведеме во прашање иднината на државата. Република Македонија и нејзините граѓани немаат време за тоа. Најголемиот дел од прекините на постапките се во фаза кога само некому му е само поднесена кривична пријава, воопшто не е покрената истрага или обвинение или пак судски рочишта. Предпоставувам дека за голем дел од нив никогаш немаше да дојде до покренување на истрага или обвинение. Помалде се такви каде е отворена истрага или обвинение, што исто така не значи дека се виновни. Само една од одлуките е амнестија за лице кое веќе е правосилно осудено, но со оглед што за сите други од тој случај се прекинува постапката, ценев дека е неправедно само тоа лице да отслужува казна. Само затоа што за разлика од другите, во тој предмет го признал делото и се спогодил со обвинителството за висината на казната. Ако некого со ова постапка го навредив или на кој било начин го доведо во состојба да се чувствува непријатно, јавно му се извинувам. И потенцирам дека немав кон никого лоша намера. Овој чекор го правам само за зачувување на државните и националните интереси пред се и над се. Ако некого сум пропуштил и тоа го оценам во наредниот период, ќе го исправам пропустот. Доколку проценам дека некој сака со слични чекори повторно да не заплетка во вакво сценарио, не ја исклучувам можноста повторно да реагирам на идентичен начин. Дејствувањето на некои институции во изминатиот период, кои треба да се само професионални, добива печаток дека имаше призвук на политичка хајка и од тука доколку и во иднина, тоа го почувствувам, ќе дејствувам соодветно и ќе го направам истото. Убеден сум дека со ова одлука правам крупен чекор кон меѓусебно помирување и дека ова ќе помогне за една натамошна, нормална, како во сите развиени држави, политичка и демократска борба, заснована врз надпреварни идеи и резултати, а не на меѓусебно исцрпување и уништување, и особено не во функција на туги интереси и сили. Убеден сум дека со овој чекор им помагам и на меѓународните посредници кои имаат добри и честни намери кон нашата земја. Пред се во нивните напори за консолидација на политичката криза и придвижување на земјата кон натамошен напредок, реформи и реализација на стратешките планови за влез во НАТО и во Европската Унија. Можно е на краток рок и двете страни, или сите можни страни, да ме напаѓаат и да ме обвинуваат за овој мој чекор, да ме обвинуваат со различни теории за заговор или разни други обвинувања на моја сметка. Подготвен сум да се справам и со тоа. Кога се нафатив со оваа функција, бев свесен дека таа носи и многу непријатности, но длабоко сум сигурен дека донесов исправна одлука. На крајот ќе заклучам. Јас ова што и се случува на Македонија не можам да го дозволам во мојот мандат. Ние не смееме тоа да го дозволиме како генерација. Ова што и се случува во Македонија е се само не политика, ова е поголема игра во која македонците, но и другите, албанците и останатите, и не само политичарите, туку и академиците, професорите, лекарите, интелектуалците, бизнисмените, сите се под уцена и сите се заложници на оваа ситуација. Кризата ќе заврши кога ќе престанат сите да бидат заложници на страф, лична освета, гнев, омраза и поделби. Потребен ни е процес на национално помирување. Доста беше македонецот да оди против македонецот.
Ова го гледам како чекор во таа насока. Кризата почнува да завршува од овој момент и посакувам да добие завршница со фер и демократски избори по сите стандарди. Легитимирани и признаени од меѓународните институции и потоа државата помирена да продолжи да оди напред, оставајќи зад себе овие 2 мрачни години кои историјата ќе ги смета за црна дамка на нашата генерација. Јас ја преземам ова одговорност со полна вера и свесност за сите можни идни реакции од секого и сум подготвен да ја бранам ова одлука секаде и пред секого. Ви благодарам.